Mr. Angyushev, Kocho. As pointed out by the previous speakers, it seems that the best route to prosperity for small states is to integrate with the global economy, not only through increased exports, but also by tapping into overseas investments, expertise, and economies of scale. What are these essential ingredients of the government's economic reform agenda that aims to ensure a more sustainable growth for Macedonia? First of all, thank you very much for your invitation. I know that translation is secured. This is the reason why I will continue in Macedonian language. Ви благодарам за поканата, ви честитам на организацијата и на вашето успешно обстојување сите овие години. Јас ќе бидам конкретен и директен да одговорам на прашањето, бидејќи имаме повеќе паналисти, а и времето е ограничено. Видите, Македонија е мала држава. Ние мораме да тргнеме од таа позиција. Ние имаме 2 милиона луѓе, а прашање дали толку во Македонија, и имаме ограничен пазар. Ако сакаме да имаме пораст на економијата, тоа значи пораст на бруто домашниот производ. Тоа значи дека ние во Македонија не можеме да ги бараме резервите како тоа да го зголемиме на внатрешниот пазар. Ние мораме да ги бараме резервите во нашата отвореност према светот и во нашата извозна ориентација. Во моментот, извозот во бруто домашниот производ во Македонија учествува меѓу 50 и 53%. Ако сакаме ние да обезбедиме раст на бруто домашен производ меѓу 5-6% на годишно ниво, што е таргет на оваа влада во следните 4 години како просечен процент, во тој случај ние мораме извозот да го пораснеме на некаде меѓу 60 и 70% да биде учеството негово во бруто домашниот производ. Како тоа да го направиме? Значи, лесно е да се каже, да, тоа е целта, сега прашањето е како тоа да се направи. Управо така, како што вие и го поставивте прашањето, дека Македонија мора да биде отворена држава, мора да биде држава која што ќе соработува со глобалните пазари, бидејќи денеска пазарите станаа глобални и вие морате да најдете место под сонцето во тие глобални пазари, а тоа можете да го направите само на два начина. Едниот начин е да ги јакнете домашните фирми, да тие стануваат регионални, да бидат извозно ориентирани и да бидат успешни на пазарите и да бидат поагресивни и проактивни во меѓународните пазари. И вториот начин е да привлекувате странски инвеститори кои што ќе доаѓаат во Македонија, ќе произведуваат и исто така нивните производи ќе ги пласираат во главно надвор од Македонија. Македонската влада во овој момент ги препозна и двата начина како може да се зголеми македонската економија и ќе работиме паралелно и на двата правца. Затоа прокламиравме, односно ја запознавме македонската јавност со еден сет на мерки за економски раст во Македонија, кои што пред се, вие добро кажавте во вашите воведни излагања, ќе бидат транспарентни. Значи, секој стопанственик во Македонија јасно ќе знае што може да биде и да биде поддржан од владата и што може да очекува како поддршка. Ние во Македонија компаниите не ги делиме на македонски и странски. Сите тие се регистрирани во Централниот регистар на Македонија и сите тие за нас се македонски компании. Само државјанството на нивните сопственици е различно. И ние мораме така тоа да го гледаме. Значи, во таа смисла, мерките, јас немам амбиција сега да ги кажувам, бидејќи тие беа веќе обзнанени, и тие се сега под дискусија. И тие се сега на расправа, и ние сме многу задоволни, затоа што беа во голема мерка поддржани од целокупната заедница и економски, обштествена, и имаме одредени конкретни забелешки кои што ги цениме за многу конструктивни и кои што ќе ги имплементираме. Сакам само да ви кажам дека во моментот правиме две симулации. И со тие симулации многу брзо ќе излеземе со бројките. А едната симулација е доколку мерките беа применети на фискалната 2016 година, какви фискални импликации ќе имаа на буџетот, бидејќи ние мораме да го знаеме кој е капот, кој е сумата на пари што ќе бидат потрошени, затоа што јас како стопанственик секогаш сум научен да не ги гледам само резултатите, него да ја гледам и цената на тие резултати.
Значи ние треба да видиме што ќе значи cost benefit анализата, значи со парите што ќе ги потрошиме, што очекуваме да добиеме. И таа анализа ќе биде достапна на јавноста и јас ќе бидам многу среќен да ја споделам со сите. И втората анализа е дека странските инвеститори ќе бидат и текако и понатаму поддржани, а тоа ќе го покажеме со втората анализа и со втората симулација, а тоа е дека доколку постојните 23 странски инвеститори кои што се во моментот во Македонија би аплицирале по сегашните мерки и сегашната програма, ќе направиме споредба што тие добиле претходно, значи како стимулација од државата, а што по новата програма би добиле. И тука јас можам да ви кажам, бидејќи ги знам првичните резултати, дека оние компании кои што се интернационално познати, оние компании кои што имаат добар перформанс во Македонија на своето работење, тие, согласно новите мерки на владата, би биле уште и по-јасно и како да кажам, подобро помогнати во смисол не само на финансиски средства, него во смисол на нивното на помошта на нивните и сегашни, но и идни инвестиции. Многу е битно да кажеме дека оваа програма што сега ја предложивме ќе биде практично стимулативна и за овие компании после изминувањето на 10 години како што они имаат бенефиции да останат во Македонија, бидејќи доколку тие и понатаму инвестираат и добро работат во Македонија, согласно новата програма ќе бидат и понатаму поддржани. Мислам дека тоа се основите на кои што треба да ја темелиме македонската економија, но да не заборавиме дека ни една субвенција на владата нема да биде доволна и добра ако ние не направиме општество во кое што ќе нема корупција, во кое што никој нема потреба да доаѓа во нашите канцеларии во влада да се договара и да бара помош. Тоа треба да биде по автоматизам, значи тоа треба да биде нешто што е предиктабилно, нешто што тие ќе го знаат унапред. Ниедна субвенција на ниедна влада не е доволна ако вие немате добра правна рамка, ако секој инвеститор нема правна сигурност. Ниедна помош од државата не е доволна, па и таа е да биде 100% ако вие немате добра инфраструктура, ако вие немате патишта како робата да дојде и отиде, ако вие треба до два соседни града во две соседни држави кои што се на 250 километри да патувате по 5 сати. За каква економија ние зборуваме? Значи, паралелно на сето ова, треба да се развива инфраструктурата, кога ние викаме што е задачата на владата. Задачата на владата не е да прави конкуренција на приватниот сектор, не е да гради фирми кои што ќе прават конкуренција на приватниот сектор. Задачата на владата е да создаде услови, а условите се овие за кои што пред малце зборував, и во делот на субвенциите, и во делот на правната рамка, и во делот на корупцијата, и во делот на инфраструктурата. Задачата на владата е да се грижи за капиталните инвестиции во државата, а тоа се инфраструктурните проекти, и задачата на владата е уште да се грижи за енергетиката, која што секогаш ќе биде таргет, значи, како основен крвоток на сета економија, бидејќи вие без солиден енергетски систем, и тука мислам, значи, комплетно и на електричен и на гасоводен, не можете да имате добра економија. Оваа влада ќе биде фокусирана на тоа и јас мислам дека со првите неколку месеци и покажавме дека ќе се движиме точно во тој правец. Јас тука би прекинал и мислам дека вака глобално одговорив на прашањето кое што ми го поставивте и ви благодарам за прашањето. Благодарам и на вас, на